Добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Сами капат, прости ми, тешки се ко твоите планини, плаче срце од три страни, што крвари многу години. Плаче срце од три страни, што крвари многу години. Македонио, ти си бисер балкански, сплоти пирин егесин, со бистри води вардарски. Македонци на глас запејте, македонско играјте, мајка мила споменете ја. Жива била Македонија, мајка мила споменете ја. Да ни е вечна Македонија. Македонио, ти си бисер балкански, сплоти пирин егесин, со бистри води вардарски. Благодариме за овој убав старт и ова петочно издание на Никој како. Дефинитивно ќе понуди денеска и добра забава, и добри разговори, и добра музика, и добра дружба заедно со нашите гости и заедно со вас, почитувани гледачи. Еден час не ве пуштаме нигде. Да, така е. Ордан Неделковски и Джилјо Дестановски ни се во студиото. Тие се само дел од тимот кој што се нарекува Круна, така? Така, група Круна. Голем поздрав до сите, веднаш да ги поздравиме. Поздрав. Но голема група сте, па не можеме сите да ве удостоиме. Веро некоја следна прилика, нели во комплет со сите инструменти, така ли? Така, за да биде како што треба, За да биде како што треба. Благодариме на одвоеното време и знам дека сте постојано турбулентно со настапи, дури и денеска имаат кога се Денес договарав. имаат Еве во 19 часа. Леле. Таман после емисија од живо во живо. Таман распеан ќе продолжи. Благодариме за поканата. Чест ние што сме дел од оваа преубава емисија. Фала ви. Се додека ве има вас, ќе имаме простори ние музичарите каде да се промовираме и да кажеме збор 2 повеќе за нас. Така, така. Ајде сега, кога веќе спомна збор 2 за вас, група Круна изминатиот период, бога ми, и турнеја, и настапи, и тука беа и новогодишниве празници, се турбулентно беше. Што би можело да издвоиме од она што е, нели, зафалење пред гледачите, од она што можеби во последен период, нели, ви се случи, каде се бевте, кого се развеселивте? Джелјо, ти ќе почнеш и ја ќе завршим. Ајде. Да, спонтано, слободно, значи. Пред се ќе ги поздравиме сите организатори, затоа што пред Нова година, ноември месец, бевме во Америка, во Нью Џерси, на една преубава прослава. 50 години од основањето на црквата Свети Кирил и Методи. Поздрав до Тони, поздрав до целиот одбор. Им благодариме. Нас ни беше тоа едно убаво искуство, еден добар доживљај. Бевме заедно со колегиве.
И нели се дружевме таму, пеевме, свиревме 3 дена. Бога ми, таму се прави на вистина голема фешта пред таа црква, нели? Голема Во Нью фешта Џерси. и сварно сите македонци ги гледаш дека се сплотени, сите се заедно, се собират, се организират и се веселат, буквално. Не знам, да ти е мило да ги гледаш, значи кога се ти од другата страна, како музичар, они ги гледаш дека се веселат. Гледаш дека буквално, од срце да, се од играат, срце, така да. ли? Буквално, стварно, на нас ни е тоа преубаво чувство и се надевам дека сите така ќе уживаат во сите убави моменти кај што ќе бидеме ние дел од нивните прослави. Јасно, јасно. После Нью Џерси, што дојде, одвојуваме? Борзе? После Нью Џерси, Германија, Италија, многу настапи. Група Круна е група која постои веќе 4 години. Јас морам да Само да напоменам... споменам за гледачите, групата како група постои 4 години. Таму Така, музичари кои ние што сите функционираме долги години, групата како тим постои 4 години. И така како имаме Зошто имавте потреба да се создадете? Имавме потреба да се создадеме, бидејќи осетивме потреба од нашите клиенти дека има потреба од таков еден спој, на музичари. на музичари кои, морам да напоменам, свириме исклучиво македонска музика, каде да се појавиме на сите наши настапи, кога ќе не видат знаат дека група Круна, ова е македонска вечер, се знае, тука го имаме и Джелјо, нели, во составот кој е автентичен по зурлата и кавалот. Веќе добро познат, нели, и во танец работи и така натаму, си ги негува тие инструменти, и така некако си ја поставивме групата да се ориентиравме кон стилот на македонска музика. Кога станува збор за група Круна, ние имаме да збориме можеби и 2 и 3 емисии, бидејќи постојано создаваме своји песни. Сега последно ни беше едно убаво македонско оро, ајде Джелјо Мајсторе, кој поголем дел од публиката веќе и добро го прифатија и го знаат, дури во Америка, во Австралија, секогаш ни го каде и да гостуваме, секаде ни го бараат. Група Круна 2024 година. Джелјо беше инспирација. Инспирација беше Джелјо за тоа оро и песна, да, комбинација. Група Круна е можеби едина група во Македонија што успеа во 2024 година на почетокот месец јануари и февруари да бидеме во Австралија. Браво. На крајот од годината во ноември да бидеме во Америка. А во текот на целата година да бидеме во цела Европа. Во текот на цела година да бидеме во цела Европа и да бидеме овде кај нас во Македонија постојано на сите свадбени веселби. Благодарно за сите младенци кои не избраа 2024 и сега фала му на Господ 2025 е веќе пребукирана, па дури 2026 веќе се повеќе. Тоа го зборуваат сите бендови што дојдоа. Тоа е добро заради тоа што за сите има место. Да, точно Картината така, има точно. место за сите да нема кавги, нели? Нема кавги, оние кои вложуваат и оние кои работат неуморно секогаш имаат добар резултат. Значи, колку ќе, како што рекли она старата поговорка, колку ќе дадеш, толку ќе земеш. Фала му на Господ, ние неуморно работиме, постојано сме активни, нема да застанеме тука, гледаме дека нашите песни се прифатени. Не радува што на секоја свадбена веселба се пеат нашите песни, авторски песни. Гледаме ние да си ги пишуваме, гледаме да си ги заштитиме, нели, нормално со закон, онака како што доликува, така е. Правиме преработки на македонски песни, затоа што не смееме да дозволиме. Јас морам да те прекинам. Зошто потребата само македонско? Тоа беше Вака, затоа што сметам, еве лично мое мислење за ова прашање е дека доколку самите си го цениме она што е наше, ќе успееме да го предадеме и на идните генерации. Сега ќе дадам една компарација, да речам, на работите. Каде да излезете од Македонија, секогаш се наметнува својата музика на таа држава кај што си. Така е. Кај нас тука многу лошо влијание имаат целиот овој социјалните мрежи и така натаму, се пласира некоја туѓа музика, се пробува да дојдеме до нешто што не е наше. Доколку секој размислува вака се, не мора да јас не викам дека сите мораме да слушаме македонска музика исклучиво. Нека се слуша и странска музика. Меѓутоа, сега еве во последен период ме радува што многу од младите, значи средношколци и помлада возраст ја сакаат заветна, ја сакаат бисер балкански. Доколку сите ја сакаме, ќе успее песната да живее долги години. Ќе успеат и нашите песни што сега се компонирани, поново компонирани песни, ќе успеат да се наметнат во македонската музичка сцена, да ја прифатат слушателите. Да. Ама имам друго подпрашање одма. Ама тогаш оние што се младенци, така, тоа се млади луѓе, така. Точно. Тие не посакуваат да бидат и оние други песни кои што да речеме се пеат на свадби. Им ги обележала и нели не знам, излегувањата, нивната врска, младост. Така. Нели сега отстапки дали се прават? Тоа е се прават модата, отстапки нели, кога збориме сега нормално. Така. Ние свириме за народот. Така, секогаш секогаш има побарувањата, отстапки, така, секогаш побарувањата на народот. Јас секогаш зборам со нашите младенци.
Вашата свадба е ваша, ваша свадба и вие така го е. правите изборот за песните. Јас можам да ви сугерирам она што е подобро, како би било подобро да биде вашата свадба. Така е. Меѓутоа, ние во главном, искрено да ви кажам, доколку и ни се случило, искрено, ќе збориме со некои младенци, вика дорде, ние сакаме нашата свадба да биде на почетокот многу малку народно, после забавна. Видете, ние не сме тој тип на бенд каде што одговараме цела свадба забавна. Имате многу други бендови кои Кои што исклучиво подобро го прават тоа. Така, Така е. дефинитивно. Ние пловиме во онаа вода во која што можеме да Најдобри пловиме. сме. Точно. Колку новиве свадби, новиве генерации го задржа она што значи една свадба. Традиционална. Да. Ајде да не зборувам сега традиционална, нели треба да има малку и поп нумери и некаков друг тип на забава као за сите гости. Но колку новите генерации нели и понатаму држат до традицијата, барем свадбата на почеток да биде, бидејќи свадбата е нели различни генерации доаѓаат, и Различни постари, и генерации. помлади гости, така натаму треба за сите да се почувствуваат како нели пријатно и постариве да играат и младиве да играат. Колку остана автентични свадбите македонски од да речеме од пред 10 до 15-20 години, не толку далеку, од 15-20 години. Имам чувство дека многу се промени и дека, не знам, сега малтене свадбите се претворија во журка. Поишат со точки некои забавни, со миксови забавни, каде што нели ората веќе Се извадени. и збориме за исклучоци, нели? Да. Но вака генерално земено, од ваше искуство. Видите, претежно тоа се разбира дека пред 10-15 години повеќе се негувала македонската традиција и музика и повеќе се почитувала, затоа што тогаш други времења беа. Сега веќе помладата генерација, а ние се трудиме, значи морам да кажам за нашиот бенд, за нас, затоа што ние таков состав сме и сакаме повеќе да ја негуваме и да презентираме македонската Да, музика. сега тоа нели го Како пред се, јас сум вработен и во таква институција, Да. Јасно. во Националната установа Танец, како зурладжија. И сега мене ми е тоа веќе вродено во главата за да презентирам и понатаму македонската песна и ора и традиција. И сега ние со колегите од група Круна се трудиме, значи сите свадби повеќето да ја презентираме македонската музика. Секако им даваме простор за да имат и така наречено забавен блок. Им даваме простор да се има и од тоа, секако да измешаме малце со стил. Но да збориме генерално сега, ние сте Генерално, во тој дел, многу повеќе генерално. знаете за свадбите отколку Да, ние. генерално, да, повеќето Се променија малку, се променија, нели? малце Начинот повеќе на- се променија, Да. но сепак се надевам дека и останатите колеги, останатите групи, бендови или поединци било како, се надевам дека ќе го имат истото мислење како нас и да продолжат понатаму, барем треба тоа ние што ќе го презентираме како велат са народно да го кажам тоа, што ќе сервираш на луѓето, тоа ќе го Нема, јадат. нема, види некогаш младите ќе се покрај бендот, ќе ти рече тебе вие сте еден се час, ќе си случува, ставам се диџеј. случува. Така. Да, Ќе си се ставам случува. друга шоу програма. Јас зборувам не, бендовите вие си држите до своето, тоа го свирам. Да. Ако Па, сум ако те не би се викнал, држеле, знам нема што да не свириш, тоа допуштиме. ќе го отсвириш. Него колку свадбите како такви остана нели со Сега, традиционални ако би вредности. гледале процентуално како се одвиваат работите, колку од свадбите се променети, од целото тоа, ако кажеме, Тоа ме целината е интересира. 100%, Не зборам ние за вас како променетите свадби можеме да ги ставиме да ги класифицираме у 20%. Ама Значи, 80% уште остана, си- уште добро. дефинитивно. Ама Има 20% промена во Јасно. свадбите и Јасно. оној дел на луѓе кои ги бараат тој тип на свадби да бидат, меѓутоа грото поголемиот дел останаа да бидат сепак да се држат до она традиционално. Да. Доколку и да се прават варијации, повеќето невестите Така. тоа го прават. Гледам дека ние мажите сме Бе, малку жена, Да, Кажи малку невестите. по-специфични. Жена, Ма Знаеш, свебре невести. И скептични се околу тоа, леле, па како ќе изгледа свадбата ако идеме вака, ако не. И на крајот на криштата доаѓаме до тоа заклучок дека ајде да го направиме ова како што си останало во свадбарскиот дел. Да. Па за А после невестче тоа- ќе вметнеме Не, а после едно. тоа ќе успееме нели да вметнеме делче кај што ќе бидеш и ти задоволна, Да. па тоа супер, така ми одговара. И на крајот од секоја свадба, фала на Господ, до сега сите се задоволни. Чекај И ќе се малце. Значи Извини. тука ќе видиш Не, невестава сега после како ќе се однесува по дома. Ти го рани, имавте онакво прво танго? Да, и ние сите да работиш што се подразбира свадба. Муабетот ми е, која е македонска песна со која што отварате на таква традиционална песна македонска? Значи ние За имаме отвар танго. многу компонирани музики Која? што може да еве сега само тебе јас те сакам. Од овој ден Владо Јаневски. да. Имаме од Тоше песни, имаме од Да. Тоа е Владко за Лозановски. танцот. Да, за танцот танцот. првиот. Прво оро е веројатно за кумот.
Не, невероятно за невестата. Она за Абе, невестата. за невестата, Да. кој А мора за невестата, чекај, Во за Ајде, невестата е главна главна. Во човече. битола е за кумот прво. А во битола за кумот. Зависи во кој район свири. Нели кумот е како главен на свадбата, Да. нели? Или више не е, тоа мене ме Не, интересира. на си е невестата главна, прва Невеста. си А, значи невеста. Значи Ако се не размија. и се бендица на невестата свадбата, Невеста си бира. ништо од свадбата. Нина, знаеш како викаше татко ми? Е. Штета што не можам да го поздравам, ама веројатно никаде слуша. Вели вака, да знаеш, 30 години се мачам бе маре, да биде по мое. Абе да ми каже, а да ми биде полесно. И онака е цел живот по твое. Абе невеста е главна, жена е главна. бе. Па види, секогаш попуштаме ние на понежниот тон, така да Ај, нека одбере. ние сме поинтуитивни, Урда, ние Може би, знаеме може би, како, ние може би, знаеме. точно се сложува. Може да ве зизнеме, во право Се- си, значи значи има се и жени и случува да секакви. Има и може, да. Да, има и може, ама во принцип знаеме повеќе и да ве натираме да ризикувате. Може да ве зизнеме он избори со овој, не избори со оној, тоа е лоша проценка на жена, ама до жената е. Но тоа како ја воспитале. Значи одлучивме за тоа свадби во Не кажувај, ај колку си лош. Леле, срам да Малку да те подкачам. Леле, Добро, стигнавме до круна, само ајде да најавиме па периодов што следува и да си почнеме ние со Затоа што вие пред да прашања. почнеме дека кажавте, вие три турнеи во периодов. Значи бевме во Швајцарија, за Нова година бевме во Италија, во Германија на 25 декември бевме, сега периодов што следува на 14 ќе бидеме Џио, каде беше на 15? Не, Германија. во Да, Малта. 8 март сме Швајцарија. Голем 8 поздрав март на сме Швајцарија. Добро. А на 15 март сме во Германија, во Миченгладба, така се вика градот. Гладбах, да. Да. А Исто во така поздрав. А Малта? до- после Кога тоа сте? одиме и за Малта. Да. Поздрав и за нашинците во Малта, што жалосно, меѓутоа ги има многу. И после Да, тоа, веќе здраве, бевме лани Господ, во Малта и после сега Велик ќе ден одиме сме фокусирани тука во Македонија со Да се свадбените стационирате прослави. малку, Да. Да. Добро, пречи некогаш тоа патување, во каква сакам да брачна прашам состојба како- сте, Точно, да, мажени, вие- женети, деца, така натаму, има се да, многу да, патувања. бре, Женета, луѓе. јас сега на 2 март ќе правам свадба, така да... Когаш Значи ме толку од патувања. Чекај. Толку турнеи. Кога ќе бираш бен за свадба, шо преш? Па, веќе направив. Шо направи? Значи си одбрав тоа што И си го букираше на мене. слободно. Вајда за цел Круна ден. нема да ти свири по шорт, треба ти бидат гости, специјални така? Круна ќе се весели. Така е, Круна да. ќе се весели, да. Добро, а кој ги избра, ако не е Ги тајна? избрав поздрав до колегите од Ориентал Бенд од Кавадарци. Аха, добро. Свират стилски Ти бираше? и народна Ти музика. бираше или? Заедно со сопругата. Каде сопругата бирала? заедно, заедно. Да, Да, ме бирају. Да, ме Ајде, бирају ме нормално. Значи, од следнава година више турнеи толку, а? Не, си кажаме, работата си е таква, тоа е тоа. Така е, она го запознала како таков, нели? Добро, Како што- не ми одговора. Джело, ти... Веќе има Јас имам 2 дечиња. Едното е И веќе тешко големо. паѓа тие Ба, турнеи, види посебно сега, овие далечни. Стварно Далечните, тешко да, е, затоа што дефинитивно. ние претежно повеќето сме надвор, отколку што сме дома, но сепак се трудиме за тие деца, за да им биде подобро за воиднина, да им биде све обезбедено, да сме здрави, живи и ние и на сите што имат своји дечиња и фамилијата нивна нека им бидат здрава и жива, ама тоа е за нив се трудиме и се надевам дека понатаму ќе издржиме и ќе најдеме простор и време и наоѓаме за да си видиме со фамилијата. За внуците. Тоа за внуци. Готово. Да. Ова поголемото го спомна машко или женско? Машко е поголемото, Машко. 11 години, а Само сакам да девојчето те ми е прашам. 10 месеци. Сега ти си нов, Да. да. Има сака да свири некој инструмент синчето Џан, поздрав до него, може би во моментот не гледа, поздрав до поздрав. мојата керка. Џан веќе е тамбура свири 4 години, Добро. а кларинетот го свири можеби пола година, оди во средното музичко Илија Николовски луѓ, нижо. Добро, нижо, да. И се надевам дека ќе продолжи по И е добар мајстор, мора да го мајстор. похвалим. тој пат, да. До Веќе сега награди добива. има Браво. голем интерес, добар е, напредува, го фалат професорите како што кажуваат, се надевам дека е така. И дај Боже да има успех. Ја ќе се радувам. Јас сум тука за да помогнам и све што треба да му бидам поддршка. Ти му Така. наметна да одбере инструмент или сам си посак? Не, он сам си почна. Прво почнавме со феш, основа, да чита и да пишува ноти. Ама сам сакаше да се Сам насочи, сакаше, не? да, сам сакаше и сега има желба да почнеме зурла да почнам да го учам, но сепак полека, Да. не сакам да брзам, не сакам да го форсирам. Има време за све. Да. И се уште едно прашање одиме на овие. Нема Кој тебе те натера? Како ги кажеш, колешка, така, Како одбинаска, ќе кажам, така, како ќе да, каже, ме колешка, биле да, нон-стоп, ме тоа е тоа. Не, мене никој не ме натера, јас... Мислам, не те натера, него јас како сум- тргна се. Да, јас
Јас сум по поттекло од музичко семејство, музичка така. фамилија, од колено и така натаму. Многу колена наназад. Да, многу колена Добро. наназад. Значи, дедо ми, Бог да го прости, беше зурлаџија, татко ми е зурлаџија, прадедо ми беше зурлаџија. Дедо ми исто така работеше во танец, беше вработен до 2001. И татко ми беше 12 години во танец, па сега јас сум во танец. Браво. И така некоја традиција продолживме и почнав и јас доцна почнав да свирам зурла, но сепак. Што значи доцна? Па на 18 години, А на мислам, 18 дури, да. Ја А претходно имаше Претходно, некакво? значи, ја имам завршено ударни инструменти, музичка академија, инаку свирев клавиатура, свирев Да. тапан, ударни инструменти, Да. жичани инструменти, ама зурла никако не кеф да видам. Да. Но веќе нели тие години сериозни кога доаѓа 16, 17, 18 години веќе ми се отвори очите, убаво кажано. И дедо ми искара еден ден сите инструменти ми ги продаде, ми ги фрли и ми рече од денес вика зурла сине ќе почнеш да вежбаш. И така станав ја зурлаџија. Тешко е свирењето зурла? Мала? Джелја. Дали е тешко? А многу е тешко, но сепак пак ќе кажам, ако имаш љубов, ако Желба, имаш желба и А баш кај ова поколенија назад Да. мора да има некаков Но талент. сепак ја сватив дека тоа така треба да биде и ми се вроди таа желба. И стварно И почнав дека да дедо ти вежбам. било право. И дека Тоа е било најбитно. право. Па сам благодарение на тој инструмент сум ја на некој така ниво е. кај што треба да сум. Така е, така е. Ако си избрал нешто друго, ќе си... Друго ми се врти во глава, Ајде. многу турнеи спомнам, многу нели настапи ширум светов и плюс и во танец. Како тоа го менаџирате луѓе? И Па, танец на е сам нон-стоп некаде. До сега коцките се Се Не риде. успевате, тоа треба, ја не знам тие математики Па и... видите, Само математика. Дефинитивно тешко. Свадбените прослави претежно ги свириме викенди. Да. Викенди ние не работиме во Да. танец. Работиме од понеделник до петок. Да. Работно време ние до 1 Са сат. со турнеи. А со турнеите, значи се погодија баш кога Кога нема не работа тука. со танец. Така. Некако така, до сега све се погоди. Фала на Господ. Фала му на Господ. Еднаш ни се погоди, мислам, мај месец да не може Джелја ни се... Да, Па бев кога во звонеме Америка со помладенци, танец. леле, Пред 2 години бев во Америка и Канада, имаме турнеја со танец, но сепак са неколку свадби морав да ги пропуштам, затоа што са морам да кажам, тоа национална установа, државна институција, Така, вработен така. сум веќе таму 10 години и плюс како волонтер 2-3 години бев, на 14 години сум во танец. И колегите мои им благодарам многу што имат разбирање за тоа прашање кога доаѓа веќе до збор танец, затоа што мора да ми биде приоритет таа работа. Така е. И ама пак ќе кажам, им благодарам на сите и младенците што ќе разберат дека некоја свадба ќе бидам одсутен, ама имам јас соодветна замена. А има замени? Татко ми. А, тоа не е, сино тато е. Да не се секираме тука. Добро. Ај одиме малку со интересни Ај, прашања. одиме. Убав муабет си направи, Да. отида многу времето, ама нели да ги вметнеме и А овие беше наши интересно. содржини. Беше интересно, нормално и ви благодариме за се што споделивте. Ајде. Што би направил се Така се викаат прашањата. Сега Што би бирате, направил? некаде ако има нешто интересно да се додане, нормално е да инспирира некоја интересна приказна, се разбира можете тоа слободно, спонтано си одиме со одговарање. Кате, одиме? Ајде, одиме. А вика, што би направил ако се разбудиш на врвот на некоја планина, облечен само во костум за капење? Ова се сега, знаеш, такви Интересни трик одговори ни прашања. требаат, такви трик. Уклучате се на забавно. Да. Добро. Ајде. Најверојатно би барал најпрво да запалам огиње што се стоплам Да се ако е ладно, стоплиш, пошто така? ако е летно време, тоест Да. не. Не знам, али тако е, вајде ладно би било, не знам да како се ќе грееш. преноќиш, Па како ќе... поладно е, си Да, како на планина. да. И да е лето. Джелја? Ја ќе легнам таму кај што сум во моментот и ќе кулирам. И ќе се сунчи. И ќе се сунчи, Ја, да. например, би вода би барал да си избавам. Се бањаш. Па нешто е, зарце некоја рекичка. Ама ако нема, Ако нема легни сунче се. Ке Па ја и ти бојава како да се одржава. треба уште малце само. Па не може тоа така. Што би направила ако добиете магична способност да ги читаш мислите на луѓето, ама само во јавен превоз? Ја. Леле, ќе се мрднам. Тоа ќе биде хаос, све и свошта ќе се што се Да. Таа Јавен бабата, превоз. таа Сега ми бабата таму гарант од пазар си иде, мисли, ова да, носи со кеси, кесите, леле. девојчево тука седи и Ова не чита од нешто такова за место, факултет. Не, да. посебно Трети по од јавен седрж. превоз, сите мислите им се стона сага, пошто не треба да е сконцентриран, Они не се стојат, вози, мислат да седи. седнат, а Некој овој ќе стане, некој овој ќе брза стане. доцни на работа па пцуе во себе, па Да, не. да, да. Се мрдне човек. Стварно да, дефинитивно, Тоа е тоа се стварно многу за мисли.
Значи војни. би останал... Имаше еден филм таков кога чита мисли во читаше пред- мисли Да. и во моментот што се виде, тоа е некое развивање на мозокот, интелигенцијата му се разви повеќе од Да. она што е нормалното IQ и она чита се, јао, хаос човеков не може да стигне со читање. Значи ќе излезеш од автобус. Одма. Одма излезеш од автобус. Дело ти? Јас секако бегам, ја и онака се немам возено 15 години на автобус и не ќе ми да влезам. Болje да не читам, а? Бога ми. Добро. Вика, што би направил ако се најдеш заклучен во трговски центар цела ноќ и мораш да останеш таму Ти волк. ти волк? Леле, Ти ќе одам во на дес. прсти, ќе барам негде кај има некоја продавница отворена, лапај благо, солено, кркај, јас сум гурман. Чекај, ако е мол, е заклучен, ништо Се да биде заклучено внатре. Се? Леле, ќе седиш на некоја клупа, најверојатно би седел, би уживал, ако е топло навечер, ако е ладно. Па не е топличко, обстойко. ама- Вау, убаво. Е, па И добро. онака ние сме научени постојано по аеродромија, ни се дешава кога премием премеште со авион. средина. Да, немаме кај, не ни нужно да се седнеме на стол. Значи, вие може секде да се Секаде, спиете, така? дефинитивно, да. Наша професија не Тоа е ишелиш. тој одговор што ни Ништо требаше. Да. Джелјо исто. Джелјо? Не исто. Јас Ти ќе провериш бутици, бе, пошто немаш време, веројатно. Јас секогаш кога имам така момент за тишина, тогаш јас компонирам. Што збориш? Се фокусирам и тогаш веќе доаѓаат тие идеи, дали за песна, дали за оро. И би го искористил. Значи, навечер обично компонираш, најмалку да навечер најубаво тогаш Кога е одмара најтешко? мозокот Кога си и те спие. тогаш може све што сакаш да направиш. Мислам, Највеќе доаѓаат идеи. идеи и све. Да. Ја тоа би го направил. Пошто компонирал. многу мои дела, ора што ги имам, така се направени. Вечер и утре сабаљај кога ќе станам, свежа е идејата и онма меморирам дали телефон, дали Чекај било се, што. тоа си во глава ти или некаде имаш го... Тоа сакам да Во прашам. моментот, ако имам телефон за Да. дали со уста да Како се запис, испеам да да, го испееш. мелодијава или па Да. да си запишам нотно, зависи што имам во моментот. И така ќе го искористам тој момент за тоа. Бора Чорба има кажано дека се будал и ја пишувал одма, имал секогаш картиче до неговиот кревет. А Драган Вучич, кога го прашав, свирате зајди како ја создал, вели на заспивање, пред заспивање, пред првиот сон, почнав да си ја пеам сам во себе Да. и станав На и брзински, почнав да не му почнав избегам да истото. пишувам за да не ти така, тоа е таа инспирација кога доаѓа, да, така. само пошто јас работам повеќето нели на ора, на инструментални дела. И сега секогаш на Пишуваш телефонот. ноти, што правиш? Па да, понекогаш пишувам, ама Добро. повеќето на телефон Запеуваш. запеувам мелодијата за да да ти имам негде остане, да ја така. меморирам. Многу од авторите така. И утре Да, и утре. Така. А што се несува до создавање на нова музика на група Круна, кој како ви се релацииве? Чива идеја, кој почнува, веројатно сите не Сега одлучувате последно за... ќе го поздравам Орце Стевковски, го познаваме сите. Така. Поздрав Поздрав, Орце Орце Стевковски. Ние снимавме нешто ново, јас работам нова песна. И дојде во студиот кај што ја снимаме песната и вика Джелјо Орде, ја имам нова песна, вика. Вика, веруваш ли Орде во Бога? Ко за вас? А да, еве, кажувам јавно муабетот од Орце. Станувам, вика Орде ноќта, вика, од сон ме крена. Станувам, вика, ми дојде песната, вика. Да се чуе, да се знае. Готово, вика. Ова е за Орде и за Джелјо. Да, озбилно. И дојде во студио одма. Ќе дојде морате да чуете песната, дали ви се свиѓа, влезе да ни запее како оди. И се договоривме песната ќе биде сега за скоро, таа ќе ни биде најнова песна. Не знаеме насловот како ќе биде. Кај премиера? Текстописецот, не, ние немаме ни Само пробано почетокот. ништо. Само од прилика, тебе, не, Да се не. чуе, да се знае, ние сме македонци. Толку. Ќе биде многу убава песна, патриотска, родолюбива песна. Текстописец е Орце Стевковски. А сега понатаму ние ќе си ја досредиме се Аранжманот што треба треба. јас да го направам, Да, па ќе си се ја надевам досредиме. дека со колегата Горан Мирковски, што ни е басист во групата, ние заедно правиме и аранжман и музика. Секогаш ги спојуваме силите и правиме нешто добро. Затоа што и он е продуцент, значи има и студио свое, и снима и ги разбира тие работи, така да работиме Разработена заедно. шема, Да, нешто што работиме викаме, заедно. Нема што фали, се имаме, значи само идејата е Само битна. Ако идејата. ти текне и тебе нека Орде доаѓа. Имам нешто за вас. Ние се прифаќаме. Ама како во шеската одлучувате што кој за и кој против? Како имате нели различни Гласање групи има. и секогаш Значи, има она што е квалитет или е добро, нели? Има ли Сигурно и некој двајца. можност да каже не ми се допаѓа? Има Што можност, се прави секој- во да, таа да, ситуација? Го Ама прифаќаме мнозинството победува. моментот дека Да. еве, нормално. од сите нас на Ненад не му се допаднало. Добро.
Добро, што критично гледаш или Така што е, негативно што не ти се цела допаѓа, работа? да. Ова гледам, тоа гледам, ова може би оне во право. Ние сите ќе се повториме со мислата уште еднаш и донесуваме одлука како неговата. Меѓутоа ако ние четворица или пет луѓе веќе сме одлучиле дека дефинитивно Добро чашава е. има вода, тоа стварно он вика нема вода. Океј. Се пресекува. Се пресекува дека Ако ја Треба да викам се дека е оди. полупразна, ти Да. викаш полуполна. Да, гледаме да има баланс, сепак се шест карактери и Така сепак е. нели секој треба да си земе свое место у бендот си, Така е. има и право на глас, нормално. Така е, да, добро. Што би направила ако сите фотографии на вашиот телефон исчезнат, освен најсмешната селфи фотографија што сте ја направила? Значи само таа. И таа треба да ти е на профил на таа се. И сите да гледаат таа, точно. Да. Мене веднаш ми се случи тоа. Што ти се... Да ти се избришат фотографиите. Све ми се избриша. И? Ама многу бев лабав, така не ме интересираше ништо. како си лабав? Чекај сега, имаш некој бекап или едноставно ги имаш сите броеви напишано негде, Не. што викаме стара школа Овие на телефони листче? сега се нели паметни, ама треба од време на време да му направиш апдейт, бекап така е. и така натаму. Ама јас не сум направил ништо. И остануваш без ниту еден контакт, без ниту една фотографија, без ништо. Ништо, нула. Ама не... Малце не ми беше svejedno, секако. Сега од почеток запишувај броеви, леле, од почеток ова, она. Баш тргна од старт, од ми нула. се избриша затоа што и запишувави свадби на телефони, свадбите. Ама тогаш работев како поединец сам. Ама голема среќа што повеќето знаев со кои бендови имав свадби. И така почнав да им се јавам еден по еден. Да. Абе колега бе, да ми кажеш кои датуми сум со вас и така почнав полека. Па си пишав пишува. еден статус и на Facebook, дека ми се избриша, па почна да ми се јавуваат луѓето Ама и немаш некако се Facebook, са вратив. овај нов и Facebook треба да напишеш. Точно. Тоа е зборот. Да. Одново со таа смешна селфи слика, замисли се. Само таа слика. Добро, други го познаат. Мене ми па се дека- случи, стварно ми се случи, сега не знам дали тоа било пред 6, така нешто 6-7 години. Све ми се избриша буквално. Ама имам стварно доста материјал, дали имави слики, убави спомени имав и по турнеи што сум бил и Да. секојдневие и фамилиарни слики. Се Ама отиде. тоа е све отиде. Ма, во не, вода и не, тоа е тоа. убаво е прашањето, е ептен незгодно во смисла да се Да. случи на никој не му посакувам, зашто стварно ова сега што се случува как кираат фејсбуци, она глупости пообјавуваат од твое име на некои безобразни работи, не е вкусно, Не, нема што да направиш. така е. Мислам ако некој ти го направи брзаш, бараш некој да ти го врати, леле ми го хакнале фејсбукот, дај види ова, дај види или телефонот да ти го Ви се извишат. случило? Мене ми Што се ми го хакна, Не, ти од иначе тетово му- еден и му го пријател, хакна, само не. нека е здрав и жив, ќе го поздравам, пошто не сега да го знае јавноста. Она е по тие работи, он Господ здрави нека му дадем и ми го поврати го профилот, врати? да, и со 300 заштити ми го направи. Не, сега да не може. Да, ние со нашава работа ни е потребно Точно. тоа бидејќи е простор каде што бесплатно се Така е. рекламираме, искрени да видиме. Да. Да, Остана да. простор и тоа е Инстаграмот каде што сите се промовираме најлесно. Да. За жал во телевизиите остана многу малку простор за нас, па поготово за нас народњаците многу малку простор. Мореве има во последно не, време. има, ама Во последно за време жал не попе многу. страдата е страдна. Па страдна е, али секогаш ние сме добри. Не е за Нели? жалење, супер. Реално да правиме супер, муаве. супер. Тоа е исто како претходно беа народњаците, па имаше експанзија на поп, Да. па народњаците ги Така е. заборавија, сега повтори има експанзија на народњаци. И во емисии, генерално по телевизија, кога ќе пуштиш сегде се, нели, претежно оние кои што пеат народно. Народно, така е, да. Добре, супер. може да се одвои малку и повеќе простор. Добро, да Да не секогаш бидеме може. скромни, Ајде, секогаш ајде, питаме на чисто. Кате, како, ти како ќе кажеш? Што? Така е? Така Или не? е. Така е. Да, добро. Ај уште едно интересно, Ајде, уште едно. па одиме на Музика. пеење, да. Ако еден ден се разбудиш и сите луѓе околу тебе зборуваат непознат јазик, што би направил? И како се снаоѓате, ова ќе го врземе и со турнеиве, нели? Одите наваму натаму, се има македонски посетители, ама кога шетате низ градовите. Ние колку смешни ситуации. Тоа ми е прашањето. Се е готово. Ова е цикус. Леле, мајко мила. Јас само ќе кажам една случка, Бог да го прости со дедо ми. Отидовме во Јапонија 2011 година. 2011 година и на аеродромот, пошто он ни беше како главен и одговорен, документите се беа кај него. Пасоши, не знам таму гарант листови, било што таму не знам што имаше. Ама он ја заборава негде ташната. Не знам, ја заборил. И са излагаме од аеродром, менаџерот не пречекува овој.
Дено ми не знаеш, освен македонски и ромски, друг јазик ништо. Са, леле, ми вика, абе ташната да не ми ја земати? Не викам, ја не ти ја земам. Леле, ги прашува другите. И сега не знае со човекот како да се разбере, со менаџерот, он јапонец. Вика, еј, Масунага-сан, дојди, и овој не го разбира. Кам, и му вика, а кој раđа? И овој му вика, кажи, вика, на англиски му збори, и дено вика, мајнен ташнен капут. И ние кога почнавме да се смееме тука, викаме, дедо, шо набавим на колку јазици са. Па шо не знам како да му кажам. И пак упорно вика, абе мајнен ташнен, вика, капут. И овој вика, тоа ми збори. И сега имаше една братучетка со мене, она знаеше доста добро англиски и така веќе почнале да се разбираме, ама тоа беше интересниот момент, он сакаше да објасни, ја чекај, ја ќе кажам. И мајнен ташнен капут. Викам, таман си кажа све. Наодлив човекот, гледај. Се знаеде, Има некој знае да зборува, има некој со мимики ќе се разбере. Ке мешаш јазици, колку А знаеш. посебно во земји каде што нели па и англискиот помне, ете во Турција, отиди во Египет, генерално сега во ново време нели генерално сите знаат, но претходно пред неколку години ќе отидеш во Турција, оди разбери се. Да, нема шанси. А сега сите јазици ги зборат во Турција. Да. Ние лани во Повеќе Италија. ќе те разбере муабетот ми е со мимика, отколку Да, јас лани во Италија имав ситуација кај што барам да купам лажички за мешање на кафе. Се во таква една продавница, таму нели во Италија еспресото е доста прочуено и барам убаво кафе да си донесам навака и се најдов и се не можам пластични лажички да најдам. И викам на таа, нешто на италијански збори, дајде пора оди, носи од таму една друга жена, носи, не тоа. Викам, пак ќе отиде нешто ќе донес. Некоја не се разбираше, многу тешко. Сега на 25 декември стигам ја на ред и германка на пасошка контрола, каде летавме Джелјо од Скопје за Дортмунд? Да, за Дортмунд. Да. За Дортмунд и она доа, ја пасошот го давам и она почнува на германски да ме прашува нешто, ја ништо. И вика, демек вака, зашто си? Ја така сваќам. Ја викам, дека ќе пеам. Така беше така. Ја вака сам прав. Ја вика, демек не слуша. И ја бакам на главата, пунам луѓе. Ја македонско, девојче. Живи очи. Сериозно? Ја Им запеа. Што направам? Она вика, нај, нешто не ме разбира. И ја, македонско, надучено вака. Ја вика, good. Вика, one, уште една да идам. Ја па, македонско. Овие се смеат сите, позади клеле го натерови да пее. И ја се зијам пасошот, она, окей, ја и викам данке на германски, она ми го дава и правам за овој позади, викам овој се свири. Нека свири. Браво. Не ќе да ме пушти, кога не знаеш јазик е многу тешко. Па поготово некој ако ти го збори стварно неговиот мајчин јазик, ти немаш појма ако не е англиски. Ништо не разбираш. Искрено се, секакви ситуации. На мома е лошо. Ама ете сте се снашли. Ете, слушай. Битно е да сте снаудливи. Ај сега да се што ќе снајдеме пееме? да испееме нешто. Ајде, може Джелја уште една убава македонска песна, пошто така настапивме дека само македонска музика. Македонски. Да се наштимаме. Ајде, наштимај се. Ајде, Микрофонот е твој, Ордан. Универзална македонска за сите. Jovanke, kraj Vardarod sediš, muri belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gledaš. Kraj Vardarod sediš, muri belo platno beliš, belo platno beliš, dušo, srce moje Jovano. Jovano, Jovanke, ja ste tebe čekav, mori doma da mi dojdeš, a ti ne dovaljaš, dušo, srce moje Jovano. Ja ste tebe čekal, mori doma da mi dojdeš, a ti
dušo, srce moje Jovano. Среќна слава на честитаме, музички дали, Знаеш си како тоа неколку само слава. кажи ни на сите зашто е денеска волку топло. Ти Денеска имаш затоа што дефиниција. народно кажано е дека После Свети Атанаси, После Свети Атанас денешен веќе се затоплува времето. Ете, Нека е срекне зошто е славата на сите кои слават и нека е нека срекне. е срекне и на мојот дом, на моите родители, денеска сега славиме слава. куќна слава. До Браво. твоите Благодариме. родители, срекна слава и од моје име и срекна слава и на тебе, Живи и брат, да здрави сте и здрави сите и да живи. сме. Амин. Ајде реклами, па ќе се вратиме назад, ќе пееме уште и ќе биде интересно, имам уште време. Еве на назад. муабети. Содбарски муабети, истиравме се, договоривме, така, да. Па имаме младоженец тука во Така е. студио. Па Мора мора да се малку да го прави тој отстредиме. муабет, тачно. Така ли? Така е, така Па е. ние, женетите, да се помешаме малку со мода. Малку совети. Совети. За среќен брак. Дај го. Добро дојавте назад, расположени продолжуваме понатаму, така што Джењо и Орде Дел дефинитивно од круна ни се на гости. дел од круна. Да, дефинитивно ни направи убава атмосфера, ќе пееме после пак, но ајде малку да се насочиме на оние игри кои што си ги имаме, така ли? Сакаш прво? Прво. Така. Да. Да. Ај двајцата имат очила. Се Ајде, наши ајде. очила. Очила наши ќе ви дадеме. Ај добро да не Ајде. гледате овде заради тоа што не треба да гледате. Така е. Значи, ова се вика Кој сум јас? Кој сум јас? Кој сум јас? Да. Јас сум интелект. Јас сум интелект. Ај, дај тоа Еве, фломастерчето ова не? поубаво ќе се чита Добро. друга боја. Така, одлично. Ја и бој не разликувам. Добро. Не гледам бој не разликувам. Стварно ли, Орда? Да. Далтонисти? Па не сум далтонист во целост, она знаеш процентуално мажите што има некои нијанси што не ги распознаваат. Си гледал еден рил за тој господинот која му носат кирките, очила има со кој што стануваш, помагаат на далтонисти? Не знам. Кога ги гледа сите бои на светот прв пат во живот? За пензионирање? Не сум гледал. Ау, мислам дека има нешто такво, ама не знам дали би ти Па треба учило и може да каде. гледам. Вака окей ги распознавам црно-бело тие Аха. стандардните. А ти на вакво на семафор што правиш? Не ги знам до толку. Црвена жолта. Ја на црвено. Јас сега се уклучи во вашиот да муабет, се вие не сте нормални. Прво Вие да за се семафор стигнам, што преш на семафор. Да ги извадиме бе? Па Па ако можете, сакаш да. и дупли, ај пробај. Пази, Стави. неговото ќе го прочита Урда ги чита. Не, бе, Орде не чита со научени, без Неговото. научени. Ајде, Орде, дупли ќе ставаш? Не, вака. А, вака, стави си. толку ќе Значи, гледа. вака се. Треба да погодите кој ми е напишан На тоа на што ни го очилата гледа. на челото, да не речем. Што би рекло? Го прашуваш Джељо, прашање кој што он треба да ги одговори само со да и со не, за да ти олесни, за да го погодиш ликот кој што го имаш. Пошто ти е на Ме чело. разбираш? Аха, така. Исто и Джељо. Джељо, А јас ќе му асоцирам на него за да го Само погоди со да и со неговиот. не му одговараш. не му да му асоцираш за неговиот, туку он треба да те прашува за неговиот. Окей. ти Он му прашува, а одговараш ти со му да и одговараш со не. со да Тоа и не. запомни го. Да Окей. речеме, он ти го насочува дали сум машко, ти му викаш да. Окей. И така натаму и така натаму. Добро. За да стигнеме до мојов. Па после Па не, прво едниот па другиот. Ајде, Джељо почни ти. Джељо Да си го прашува за погодиш, себе. Прашуваш за Прво мене. дали го читате добро тоа што ви е напишано, пошто ја малку така со ракопи со Да, супер се чита. Знаете за кого се Да, работи. да, кај него се чита. Джељо, знаеш за кого се работи? Исто убаво го прочита. Да, прочитам. Добро. Ама го познаваш ли кој е човек? Нема некој не познава да сте му ставиле човек. Нема знае никаде да го погоди. Па не, ни се случи една емисија, не знае, пошто повозрастни, а помлад пејач, нели, од овие нови, бе, и се. Викам, ти го знаеш, не го знам. Ајде. Ајде. Сега, откај Почнувај ти, да. Да, ако сакате, веќе сега више оставаме на вас. Добро. Добро, дали се работи за машка особа? Машка. Да. Да. Добро. Па после ако заглавите, ќе ви Ќе ви помагаме. помагаме, Окей. ајде. Ајде, Джеljо. Па, да, асоцирај ми тоа. Не Не смеам. може да асоцираш, ти треба да Иначе ова прашуваш. ќе го Милион кажам. прашања, човек. Ти прашуваш, Джеља. Ама добро ти стоја тој. Дали е музичар? Да, дали е музичар или Да. пејач? Дали е музичар, прво Музичар? прашај го? Да. Да. Музичар, а? Да. Инструменталист? Да. Дали свири на хармоника? Не. На кларинет? Не. Па на што? На кажи. журла? Не. Не? Ајде, кажи уште нешто. Чекај. Дали е тапанар, бубњар? Не.
Клавиатура? Не. Vrati se kaj drugega. Vrati se kaj duvački, ajde. Kaj duvački, dajde. Охо, саксофон? Не. Кавал? Не. Гајда? Не, не. Надувачки. Риди ги, риди ги. Кларинет? Не. Главната не ја кажа. Добро, добро, чекај, инструменталист ли е? Да. Da, Надувачки инструмент? Да. Da. Добро, чекај сега да ми текне што не сум кажал од дувачки инструмент. ajde ridi gi Прва sita. асоцијација за дувачки инструмент. Koja? Саксофон, Druga? кларинет, Druga? труба, E, труба, a, Джамбо Лушев. je! Па добро, Джамбо е најпопуларен. на Желјо заедно со Джамбо свири. Jamba? Да, оркестар. И сега беше со нас на 25 декември у Германија заедно Ама свириле. добро се, не, знаеш, Да, не слушај, само барем како дали со нас свирил? Ке те видам тебе сега како ќе Кој можеш. знае што се пише кај мене, може Сме пишале Ранко многу. Рангелов. Сме пишале лик кој што Сега оставил Бога организирам ми или не многу. до крај? Ne moraš, ajde. Ajde prašаме za sebe. Дали е музичар? Да, Дали е инструменталист? не, Дали е пејач? да, Македонска народна музика пее? да, Со група или не? Епа не, не, како да ти одговори да не? Ne, да, Не, да ми каже. Не. ne. Не е со група. Значи соло пејач, македонска народна музика. да, Благој Груевски да не. не, Повозрасен или помлад? повозрасен, Повозрасен. Пепи Бавтировски да не. браво. Od kaj pogodi? Само тоа знае, пошто ти ја кажав завет на преска, тоа те насочи тоа да го напишеш. Ама ова е Ама напишано беше, пред знаеш да од го кога? правиме муавето. Ама ја више спремен да ти кажам, праше дали е жив, не е жив. Одма пушка. Bravo, bravo, Јавно не bravo. пеач. Така да ги. Bravo, bravo, bravo. Браво. Епа добро е, добро е. Супер Супер. сте, Ја мислам супер. малку ќе се помачиш со Пепи, нели? Дали имаме време за оваа трета Та, и тоа ќе игра? беше прашањето да не е завет на негова песна. Сега Играме следно ова мислев. последнава, Да, читаме само го да немаме време, имаме време, Имаме да, време? да, Ајде. значи, така, Е, ова таа ќе сакаш, биде читай ми. најинтересно. Ајде, читай. Читай ми, одусни, сега ќе биде врв. Леле, ова го обожавам. Ајде, Желјо. Значи, Ќе се смеат со нас сите. Джилјо, дојди. сега ќе биде, Дојди. Сега ќе биде урнебесно. ќе дојдеш заради тоа што ја тебе Христо продиши Лука. ќе ти пуштам. Продиджи тамо ќе А се ти треба слушаш. да погодиш што тој ти кажува. Ова се македонски О, ќе биде интересно. песни. Слушај, македонски народни. народни песни. А може онда да ми Имиња. кажу ја ќе Двајцата ја ќе ќе читам. ротират. Двајцата ќе Одлично, ротират. добро. Еве, ја, па значи ти ти, 3 или 4 Значи како само ќе ви оди. Ивко, за да не слушне, тоа е најбитно, а ти можеш и да мафташ, и нешто да онадиш, како знаеш и умееш да му Да му објасниш за објасниш. која песна се работи. Македонски песни. Имаме спремено повеќе, но во зависност од тоа Чекај, како ќе продиджи да. погоди. Продиджи да му пуштиме. А можам да излечам Да, сега? да, да, кога Слушаш, сакаш. Жилјо? Не Жилјо, слуша добро. Не слуша добро. Ајде. Слуша продиджи, а погодува македонски народни песни. Вино пијам, ракија. Тоа. Па ние најдовме народни песни. Да, да. Ме ние 3 со 3 ки имаме? Да. Твоите очи, лено мори. Добро. немаме утка, ние Нема одоро шанс. се Верувам, познаваме. А ова весело е со оваа музика. Кај можеш да замислиш? Како што е таа чаша полна со вино. Ајде, ротирај, ротирај, ротирај. Джилјо, оди на него. Оди Да, таму. твоја. А готово? На него пуштимо нешто појако. Иде ја на свирка сега искина тоа. Ајде. Дај. Чекај тоа. Чекај. Ке префрлиме Нека продиджи. чекај малку. Ајде, слушаш? Орде слушаш? Да. Да. А, Ајде. значи ме слушаш? А, не слушаш. Добро. Не слушаш. Што? Е, така. Со маки сум се родил јас. Со маки сум се родил јас. Добре. Ајде. Ало си цупка. Он, това е старта. Си заљубив едно моме. Yes, yes. Си заљубив едно моме. Одлично. Таа е. Ајде, уште двички. Кажи, Рајне, кажи Душо. Да.
Доволно е за првото зборче да го поведи. Па тоа, Ајде сега оваа да видиме. Имала мајка, 9 сина, 10 и Грозен Ѓорѓија. Дали беве добри? Одлично. Ја мислев ќе Браво, збуниме браво, малце браво. со музикава, со не. Ама убаво е да се подсетиме на македонски народни Точно. песни. Ова емисија ќе ја посветиме дека празнично, нели, Така на е, на Свети македонска Атанас, народна се песна. македонско, народно, точно. Така е. Добро се снајдовте. Чекай да видиме сега со време Чекай сега, како сме. дали имаме време за песна? Имаме време за песна и после за предизвик, па ќе видиме со Джелјо Бал скликови ќе правиме. Немој више, Ако немој. може да гледаме. Таман се расположи, се сецна. Што ќе пееме сега, Ајде, Джелја? нешто да свирим и да пееме. ајде ви норде. Ајде да видиме. Шон ке фатам ја тоа, шон Тоа ке е Дали може, така. дали може, ај засвирете ми чалги, Джелјо. Ау, мојата! Нели? Много ја сакам. Убава песна, баш така Вади за... пак жижо. Може. Чекай, ке насртам. Ја не сум ја свирал, ајде, ке научам. Ај засвирете ми чалги, една песна мераклиска, празник ми е на душава, денес стажам за младоста. И вика, свирете ми чалагаджи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава, денес стажам за младоста. Свирете ми чалагаджи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава, денес стажам за младоста, празник ми е на душичкава, денес плашам за младоста. За кратко се враќаме назад. Реклами. Туру. И никој како Урбе и Джелја. Така ли Ама е не, Джелја? не мавај сега на пење и на играње, Не, затоа што затоа толку ни што треба. почнуваме. Дај да изиграме играва и ќе пееме на крај. Ето така, Ајде, да. може. И вие објаснив Ајде, играва. нема многу време. Ајде да ги Три, соберете за- сите чекай, топчиња. 3, чекай. 4, може за да? 4, позор, сега. Сега. Браво, добро. А, не може вака. Добро. Чек. Браво, бе, Джелја. Нема уигра. Ти додека се снајдеш од која страна, Джелјо више заврши. Браво. Добро се снајде, добро се. Еј, тоа. И твојка, и твојка. Има деца, брат, јако ќе имам деца, вака да ги знам овие игри. Ќе те научиме, не се закирај како треба. Навистина ни беше убаво и Супер ти задоволство поминавме. што ни Фала бевте ви. денеска гости. Верувам малку позитива кај нашите гледачи. Успеавме да ги распееме и малку нели да ги расположиме. Благодариме за поканата, уште еднаш поздрав до сите гледачи на Телма телевизија, уште еднаш среќен празник и среќен именден на сите оние кои го слават и го носат ова свето име денеска Свети Атанаси, за многу години живи и здрави. Повторно да се видиме со многу новитети од група Круна и убави работи да си споделиме. Како навикнат Гледаш која како? отвара веселба, а сега почитувани, сега добро почитувани, дојдовте. добре. Океј, фала ви, понеделник се гледаме, завршуваме со музика. Може ли? Ајде, убава. Немам пари, сребро, злато, немам дарови. Со мене се, мајко, само моите чалаги.
Srce nosam, ja za neja, ne me vraćajte. Noći ne spijam, majko ta